Добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео сакам да ви пренесам неколку мисли на еден психотерапевт, на Виктор Франкл, кој ги прочитав скоро во некој текст под наслов 6 лекции за соочувањето. Меѓутоа, јас нема да ви ги пренесам како лекции, туку како мисли кои што сакам да ги споделам со вас, исто така да ги образложам и да го споделам моето мислење, па и особено да се задржам на последната шестата, затоа што мене лично ми дава некаква нова перспектива, па може би ќе ви помогне и вас да освестите нешто кај себе, доколку се разбира тоа ви е потребно. Виктор Франкл е екзистенцијалистички психотерапевт и неговата наука е логотерапијата, односно потрагата по смислата за живот. И она што особено ми се допадна е дека секој поединец има своја смисла на животот и треба да си ја пронајде. Тоа некаде се поклопува и со моето мислење. Јас еднаш и напишав пост дека смислата на животот е во тоа да му се пронајде, да се даде смисла на животот. Во ова видео ќе зборувам за некои важни сегменти од осмислувањето на сопствениот живот и ќе почнам со важноста на изборите, кој што беше и прва лекција или мисла, како сакате. И тој смета дека луѓето кои знаат да ги решаваат своите проблеми и предизвици, го прават тоа независно од околностите, носат избори со кои ќе се ги решат своите проблеми и предизвици. Јас се согласувам со ова и сметам дека секој е одговорен за изборите што ги прави и начините на кои што ќе се носи со проблемите, со животот, со предизвиците, па дури и тогаш кога му е убаво, е радосен, се чувствува среќен. Сепак, ние сме подложни на избори секојдневно, па дури и да е се добро, сакам само да обрнам внимание дека околностите имаат големо влијание и дека луѓето понекогаш подпаѓаат под влијание на тие околности, настани кои им се случуваат. Треба да се земе предвид дека луѓето во одреден период имаат психички и физички предизвици, разни потешкоти, болести и дека не секогаш се свесни и способни да направат некаков избор, па само би сакала да имаме разбирање за некои екстремни ситуации, да не очекуваме дека луѓето секогаш многу едноставно и брзо ќе ги направат тие избори, а понекогаш и ќе погрешат, што е апсолутно во ред. Според него животот има смисла во сите околности и услови. И тука апсолутно се согласувам, животот има смисла секогаш, меѓутоа она што нас не мачи, не притиска е тоа што ние секогаш не можеме да ја видиме таа смисла. Во различни периоди во животот сите ние ќе поминеме некакви такви предизвици и според него очеот и страдањето ќе престане тогаш кога ќе се пронајде смислата на проблемот и ќе може тој да ги направи изборите кои што претходно ги зборувавме. Се согласувам и јас, меѓутоа понекогаш во животот не можеме да ја пронајдеме смислата или тоа до што ќе стигнеме како некаква смисла нема да не ги даде сите одговори кои што ни се потребни. Кога ние ќе најдеме смисла во нештата кои што ни се случуваат или барем ќе можеме да ги прифатиме, па дури и да не ни е се до крај јасно, дури тогаш ќе можеме да оттагуваме, да одболуваме и да бараме избори и решенија. Страдањата, болката, тагата се составен дел од сечи живот и не постои магична формула како тие да се решат или да се надминат, туку едноставно секој посебно треба да си ги решава своите проблеми и предизвици, да бара начини, дали самостојно, дали за помош, кога нема да може сам. И понекогаш тоа одзема многу време, бара константност, посветеност, континуитет, но ништо не се решава преку ноќ, нити пак нешто се случило преку ноќ, иако понекогаш така не изгледа. Третата мисла е дека вашите секојдневни активности ве прават најдобра верзија од себе. Би додала дека потребате да се биде некаква најдобра верзија од себе, односно по континуитет да се работи, да се биде подобар човек, е природна и човечка. Би било убаво да работиме секојдневно, долгогодишно, до крајот на животот, да вложуваме во себе и да ја живееме таа најдобра верзија од себе. Во исто време јас се согласувам и со оние мислења кои тврдат дека ние секогаш сме најдобра верзија од себе, затоа што во различни периоди ние знаеме колку што знаеме, правиме тоа што можеме, што умееме
i во тој период сме го направиле најдоброто и сме го дале најдоброто од нас. Тоа во континуитет може да биде истоштувачки ако постојано се обидуваме да формираме некаква нова верзија, иако не прифатиме дека многу мали промени, многу мали чекори може да не променат. Не мора секогаш тоа да биде некој надчовечки напор и огромен труд. Други зборови, тоа што ни останува е да се прифаќаме константно како најдобра верзија од себе моментално, но и да се трудиме секогаш во континуитет да се надоградуваме, да растеме и да бидеме најдобра верзија од себе. Следува една интересна мисла која што вели: размислете за кого живеете или за што живеете. Сите ние имаме нешто во животот за што живееме. Колку и да зборуваме ние дека живееме за себе, дека свесни сме, го живееме животот со полни гради и така натаму, сепак имаме во одредени периоди во животот, би рекла дури и некои променливи двигатели осме себе, љубовта кон себе, желбата за благосостојба, свесноста за тоа дека овој живот ни е даден на дар, привилегија и тоа е доволно причина да се живее. Меѓутоа понекогаш се разбира дека под сите тие околности, под сите тие страдања кои претходно ги споменав, може да ја изгубиме свесноста за тоа, па ни е потребен и некој надворешен двигател кој што може би е некоја наша мисла, некоја идеја, некој сон или пак љубовта кон некој кој ни е близо, кој многу го сакаме, понекогаш кон децата, кон партнерот, кон родителите, и нема во тоа ништо лошо, доколку во одреден период и на кратко тоа ни е двигател, тоа ни е мотивација, тоа ни е инспирација, сепак е најдоброто и двигател, таа сила, таа желба, таа љубов да ја наоѓаме во себе, многу помалку да се придружуваме кон другите, затоа што ако нашите двигатели не напуштат, заминат, не остават, тогаш ќе се изгуби нашата смисла за што живееме, или пак после многу време ќе се најдеме сами и може би разочарани со прашање нели на што сме го потрошиле животот. И така ќе се ослободиме од очекувањата на другите да бидат секогаш тука за нас, да ни бидат поддршка, да ни бидат мотивација. Ќе ги ослободиме и нив од таквите улоги во нашиот живот и се повеќе и повеќе ќе трагаме длабоко во себе до она што е наша суштина, до она што го имаме за да му го дадеме на животот, на светот, на луѓето околу нас, или како што вели авторот, дека животот нас ништо не ни должи, туку ние му должиме на животот. Или би било убаво да возвратиме за тоа што сме живи, за тоа што имаме таленти, за тоа што имаме можност, за тоа што имаме начини да му возвратиме на животот, на светот, на блиските, на пријателите и така натаму. Се разбира, тоа треба да трае во континуитет и до крајот на животот, покрај сите предизвици, покрај се што ни се случува и сите искушенија што ни ги носи животот. Петтата мисла е поуште едно навраќање на патењето и страдањето како реалност, како дел од животот, и колку побрзо го прифатиме тоа, толку полесно ќе се носиме со нив. И според авторот, тие представуваат една одредена тензија помеѓу она што е постигнато и она што треба да се постигне, или помеѓу она што било и она што понатаму треба да биде. Ако не гледаме на тоа како тензија, сепак секој настан, секоја причина, се што ни се случило и што кај нас предизвикало страдање, представува на некој начин пауза, а понекогаш и крај на она што било и потреба да се создаде и изгради нешто ново. Не секогаш може би подобро од претходното или поуспешно, меѓутоа ново, затоа што тоа што се случило, што предизвикало страдање, најчесто представува крај на нешто. После извесен период, кога ќе поминеме низ тоа патење, низ тоа страдање, ние не сме повеќе исти, ништо не е повеќе исто и не можеме да се вратиме назад, туку едноставно треба да изградиме некоја стратегија, некој начин да пронајдеме за да продолжиме понатаму и понекогаш може би и целосно да го оставиме тоа што било таму каде што било и таму каде што прибеѓа во минатото, а некогаш да го продолжиме во некаква нова форма, да му дадеме нов облик, нова смисла. И последната лекција, односно последната мисла, која што ми беше инспирација да го снимам и целото ова видео, е
реченицата незаменливи сте. Кога првпат ја прочитав оваа мисла, ми звучеше некако многу чудно, многу непознато и ме предизвика да се навратам, да ја прочитам и да ја чујам. Незаменливи сте. Знам, верувам дека и вие како мене многу пати сме чуле дека сите сме заменливи, без секој се може, дека и да заминеш од некаде, ќе дојде утре некој ќе те замени, дека лесно се наоѓа замена. Константно живееме во убедувањето дека сме заменливи. И како тоа да ја намалува нашата вредност, нашата автентичност и нашата уникатност. Меѓутоа, кога ќе кажеме дека сме незаменливи, се разбира не од его, не незаменливи за светот, не незаменливи за оние околу нас, не незаменливи во некој проект или на работна позиција. Меѓутоа, незаменливи сме во одредени улоги кои што во животот ги играме, кои што единствено ние ги играме или сме ги играле. И кога ќе освестиме дека на вистина имаме улоги во кои што никој не може да не замени и дека тие улоги носат одговорност, носат работа која што треба да се изработи, емоции кои треба да се одживеат, тогаш може би повеќе ќе се вреднуваме себе си и повеќе ќе се држиме за својата автентичност. Ако ја препознаеме својата вредност во оние работи и во оние улоги во кои што сме единствени и незаменливи, тогаш може би и повеќе ќе бидеме мотивирани. Искрено, јас секогаш повеќе сум била на страната на тоа дека сме заменливи, дека секој може да биде заменет, дека без секој се може, дека и без нас сонцето повторно ќе грее. И тоа е така. Меѓутоа, постојат улоги во кои што ние не сме заменливи. И за мене барем тоа има посебна вредност и посебна мотивација. Незаменливи сме во улогата на дете на своите родители. Незаменливи сме во улогата на родители на своите деца. Незаменливи сме во она што ни е одредено да го живееме, да го донесеме на овој свет. И во она што е наше да го сработиме и да го живееме. Не може никој друг тоа да го направи за нас. Не може никој да ја израдува нашата радост, да ја живее нашата среќа, да ја одболува нашата болка, да ја оттагува нашата тага. И ова беше реченицата која што ми беше инспирација за сето ова видео. И за крајот на ова видео, нека ви остане ова како порака. И покрај се во животот и сите овие лекции кои ги поминавме, и покрај сите страдања, сите предизвици, сите избори, сите начини на кои се носиме со тој, покрај сите наши потраги за смислата на животот и двигатели кои што ќе не носат низ животот, да не заборавиме дека сме незаменливи. И тоа е привилегија, и тоа е дар, и тоа е можност да бидеме единствени, автентични, незаменливи и најодговорно да си ги одиграме своите улоги и да си ја завршиме својата работа. Ви посакувам се најубаво, ставете лайк на ова видео ако ви се допаѓа, приклучете се на каналот ако тоа не сте го направиле досега, споделете го ова видео и потсетете некого дека е единствени и незаменливи во одредени улоги, а ние се гледаме наскоро со некоја нова тема во некој ново видео.